Благодарам подпредседателе, почитуван подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност. Денес зборуваме за предлог на закон за гаранција на Република Македонија на обврските по договор за заем за финансирање на проектот на ЕСМ за транзиција кон соларни фотоволтаици, кој ќе се склучи меѓу Европската банка за обнова и развој и акционерското друштво за производство на електрична енергија Електрани на Македонија во државна собственост. Значи се работи АДСМ Скопје ќе се задолжи со заем во износ до 25 милиони евра за финансирање на проектот на ЕСМ за транзиција кон соларни фотоволтаици. Шампионите во енергетика кои го урниса енергетскиот систем и борците за чист воздух се сетија дека ветуваа живот за сите и чист воздух. Зашто се работи она што е многу интересно, износот на вкупната инвестиција за фотонапонските електроцентрали во Осломе и Битола со инсталиран капацитет од 30 мегавати од 25 милиони евра. Изградбата на 1 мегават, за изградба на 1 мегават се потребни 833.000 евра, а во суштина изнесува со се приклучок 600 до 650.000 евра. Имаме разлика од 5,5 милиони евра. Тоа е профит кој што ќе оди во джеповите на некого, меѓутоа и кредитот и овај профит кој што ќе оди во джеповите на некого ќе го плаќаат граѓаните, односно ќе земате арач од граѓаните за да може да ги потмири овие потреби. Знаете како ветувавте електростатски филтри, ветувавте десулфуризација на рек Битола, а кога дојдовте на власт, а во 2018 и 2019 година пишува посебно загрижувачки податокот што во двете години нивото на загадување на животната средина со сулфур диоксид и прашина е 3 до 6 пати над дозволените вредности. Фотоволтаичните централи кои што се јавуваат во рек Битола и Осломе, дали ќе бидат само најава во медиуми или ќе бидат реализирани, ќе видиме. Пак ќе кажам, претходно се најавуваа нови филтри за согорливите гасови и десулфуризација и од тоа ништо не е реализирано. Секоја година се најавуваше стабилно снабдување со електрична енергија, а јаглен се помалку се копаше. Не функционираат рудниците и ископ на јаглен. Трафостаницата на блок 3 имаше хаварија, поправка и санација сега е најавена, меѓутоа колку што имам информација неофицијално, таа поправка ќе коштала, замислете, цели 7 милиони евра. Секоја година во летен период се случува поплава со големи штети на рудничката опрема. Најавените фотоволтаици во зимен период во никој случај нема да ги задоволуваат потребите од електрична енергија, така велат експертите. Нема проект за фотоволтаици и во услови во рек Битола, кога ќе има јагленова јаловинска прашина, која ќе се наталожи на панелите, со тоа ќе се намали ефикасноста на апсорбција на сончевата енергија, значи околу тоа нема никаква стручна анализа за проблемите кои што ќе се јават околу ова. И затоа мислам дека ова се само паушални информации за медиумите и за замајување на народот дека нешто се работи. Во рек Осломе на денот за фотоволтаичната централа, кога бевте присутни, се случи пак пожар, така да власта не можеше да се слика и да се прикаже во медиумите пак дека нешто работи, а со последната поплава се погодени багерските единици, каде најмногу има јаглен. Багер во Суводол е поплавен и не работи. Тоа е резултат.
на нестручно, неспособно менаџирање. Ништо не е направено со проблемот за одводнување. Само лажни информации, дека се е под контрола, ништо не правите, само шеми како повеќе пари да испумпате од компанијата за фиктивни ископи на јаглен, а од друга страна владата се расфрла со пари за разни стратегии за физибилити студии. Елем пред банкрот, а вие увезувате струја 7 до 8 пати поскапа од производствата на елем. Замислете, за 210 евра купувате струја од мегават, а може да се произведува 4 пати поевтина. 5,5 милиони евра за набавка на 26.000 мегавати струја се пари кои доколку се употребеа за домашно производство, ќе се произведеше 4 пати повеќе струја или над 100.000 мегавати. Тоа е расипничкото работење на СДСМ. Тука треба да има санкции заради неодговорното работење, меѓутоа и на крајот затоа што ја уништивте енергијата во Република Македонија. Ново зголемување на цената заради лажните сделки имаме, пак арач кој ќе го собирате од граѓаните. Незнаење, нестручност, безредие, алчност, перење на пари за криминалниот картел, нема одговорност, нема професионалност, хаос. Дали овие хавари се само алиби за ангажирање на скапа механизација на наркобизнис картелот од Муртино, кој после бизнисот со марихуаната сега се позиционира за преземање на бизнисот со електричната енергија. 50 милиони евра испумпани во последните месеци од електрани на Македонија. РЕК Битола е во слободен распад. Исто како што ги распаднавте и пропаднавте фабриките, а после тоа следуваше најкриминалната приватизација и стотици илјади граѓани останаа без работа. Само едно ме интересира. Каде е обвинителството? Зошто се прават при слепи и при уши глуви? Цела Македонија знае што се случува во РЕК Битола, а обвинителството молчи. Од што се плашите? Од кланот, од Муртино или од парите кои што ги украдоа? Ви благодарам.